Агенда 35 од самиот свој почеток дава силна поддршка на сите иновативни решенија во земјава. Бизниси, компании, поединци кои што промовираат, развиваат иновации. Токму затоа вечерва со нас имаме еден навистина исклучителен гостин на темава. Останете со нас. Александар, добро вечер. Навистина ми е драго што си дел од Агенда 35. Чинам прв или втор пат можеби? Прв пат. Прв пат, уште подобро. Како сте? Супер, баш ми е драго што конечно можам да бидам дел од вашата емисија, каде што ги третирате европските прашања, токму имам и тоа да имам што да кажам на тема европски можности. Апсолутно, ова е една тема која што мислам дека ќе опфати широк спектар на гледачи кои што ќе бидат заинтересирани за тоа што вие го нудите. Вие сте директор на првиот бизнис акселератор во нашата земја кој што практично дава поддршка, дава помош на сите наши компании, поединци, бизниси кои што се заинтересирани да развиваат иновативни решенија. Кажете ни повеќе што е тоа што овој акселератор го работи, од кога сте тука присутни, колку компании досега има поминато низ вас, да речам, и така натаму. Благодарам на комплиментот. Првиот, не сме првиот во државата, постојат многу и пред нас и после нас. Так. Ние сме првиот и единствениот кој што е основан токму од Универзитетот Свети Кирил и Методи и приватниот сектор. Воочувајќи ја потребата за тесна соработка помеѓу знаењето што се креира на универзитетот и брзината која што ја задава приватниот сектор, во 2018 година го креиравме акселераторот УКИМ, се со цел да овозможиме подобра и полесна комерцијализација на технолошките решенија кои што се создаваат во рамки на универзитетот УКИМ, меѓутоа и надвор од него. Да, и таа патека на движење и на барање на талентите во вакво ограничено општество изгледаше и многу макотрпно. Нашата цел ја остваривме инвестирајќи во 10 компании, меѓутоа да стигнеме до таа бројка, евалуиравме околу 400 бизнис идеи, се сретнаме со толку тимови, стартапи, спинофи, се со цел да утврдиме колкава комерцијална вредност имаат нивните технолошки засновани решенија. Значи, поддршката од Академијата е апсолутно тука присутна. Вие споменавте оваа соработка на Академијата и бизнисот, колку е важно практично оваа соработка да биде силна, колку е важно науката да го следи бизнисот и обратно во овој процес. Соработката помеѓу индустријата и Академијата е особено значајна. Имаме многу примери каде што самата индустрија го финансира развојот на нови производи и услуги во лабораториите на светски познатите истражувачки центри и при универзитетите. На некој начин повторно ја возобновуваме таа соработка помеѓу универзитетот и приватниот сектор, која што беше сериозно развиена во минатиот систем, меѓутоа со целокупната транзиција и со миграција од големи кон мали и средни предпријатија, наново ги градиме тие релации. Колкав е буџетот со кој што располагате? Која е таа сума и колку компании досега имате? Ние досега инвестиравме 533.000 евра во 10 компании. Бизнис моделот на кој што се заснуваат акселераторите и сите фондови за ризични капитали, дека треба да се дисперзира ризикот во најдобрите и да се очекува и да се даде поддршка дека само до 10% од компаниите во кои што сте инвестирале ќе можат да успеат. Поради тоа што целиот концепт е заснован на креирање на нови дигитални решенија, каде што талентите од цел свет креираат слични решенија. Така да сега борбата е на светско ниво, е безгранично и да може да имате идеален производ кој што навистина решава даден проблем на купувачите, меѓутоа кон вашите конкуренти, кои што се од било каде во светот, добиле многу повеќе средства, полесно стигнале до клиентите и веќе го освојуваат пазарот. Има ли некоја област каде што најмногу, да речем, има присуство ваше? Кои се тие области и компании, од кои области најмногу се интересираат за овој вид на поддршка? Па најмногу во државата се интересираат решенијата кои што се засновани на софтверот како услуга, software as a service, поради тоа што имаме ограничено инвестирање во истражување и развој, особено фундаменталното. Тоест, новиот назив е Deep Tech. Да. И ако го споредиме инвестирањето на Македонија во истражување и развој, кое што е 0,3%, Европа цели кон 3% од бруто домашниот производ. Така да ние сме единствено насочени кон софтверот како услуга, поради тоа што во останатите области малце подолг е процесот на иновирање
и многу поскап. Апсолутно, да. Меѓутоа тоа не е исклучено, дека понатаму може да се Да, се секогаш се добредојдени средствата кои што доаѓаат од различни извори, од националните извори, меѓутоа и многу европски фондови кои што тоа и веќе го прават, го надополнуваат буџетот на локалните универзитети и компании се со цел да стигнат до нови решенија. Да, ја споменавме Европа, тука вие отворивте една соработка со Европскиот институт за технологија и иновации. Како таа соработка се роди и како се развива? Па 23-та година бевме избрани за првиот координатор на хабот во Македонија. Целта на Европскиот институт за иновации и технологија е да има по еден координатор на сите земји во Европа, не само во Европската унија, токму избра прва Македонија да го води тоа. Има ли во другите земји од Западен Балкан Да, исто хабови? веќе има во Албанија, Так. во Црна Гора, во тек е изборот за Босна и Херцеговина, се извинам за Србија и очекуваме дека и Босна и Херцеговина наскоро ќе се дојде. комплетира приказно. За разлика од проширувањето, тука сме покомплетирани. Тука сме комплетирани. Имаме Так. вкупно 10 хабови кои што се присутни во Западен Балкан и тоа навистина охрабрувачки. Так. Како се роди таа соработка? Споменавте во 2023-та, на чија иницијатива беше? Дали Ние од- европјаните од- дојдоа кај вас или обратно? Да, токму дојдоа кај нас. Од 2021 имавме иницијална соработка каде што чекор по чекор ја градевме довербата, го отворија повикот, бидејќи Так. Европа, поради тоа што управува со јавни средства, за секоја финансирање отвара јавен повик, кој што не секогаш е едноставен, меѓутоа тие се правилата на играта. Бевме многу добра конкуренција во избор. На крај Европскиот институт за иновации и технологија му го додели мандатот на акселераторот УКИМ да биде нивниот хаб за Македонија. Так. Тоа произлегува од нашата поставеност во општеството, како во делот на основачите, како и во нашата улога што имаме со стартапите. Меѓутоа, токму таа соработка не го прошири и нашиот опсек на работење, поради тоа што Европскиот институт за иновации и технологија е единственото тело кое што би обезбедува финансирање за било кој да сте во државата. Значи имаме програми кои што се наменети за студенти. Значи може и поединец, граѓанин, Да. доколку има некаква идеја да се обрате. Значи отворени сме за студенти, истражувачи, предприемачи, стартапи, индустрија, универзитети, истражувачки центри, дури и општини. Што значи ова во пари, оваа соработка? Колку придонесе да се зголеми буџетот? Вкупниот буџет на Европскиот институт за иновации и технологија на годишно ниво просечно е околу половина милиарда евра. Со тие средства најмногу се финансираат активности кои што се во 9 области на специализација, односно заедници на знаење и иновации, кои што се започнати прво во енергетика, диджитал, климатски промени, понатаму оди кон храна, производство, суровини, култура и креативност, така да во тие 9 области Европскиот институт работи на 3 типа на услуги. Така. Првиот е утврдено дека имаме недостаток на доволно вештини на постоечката работна сила да ги следи сите дигитални трансформации на кои што поминуваат нашите општества. За таа цел се финансирани 230 курсеви и особено што сум горд дека во тие 230 курсеви кои што поминале скоро 1 милион европјани, имаме токму 1500 македонски државјани. Токму ја користам и оваа прилика да ги поканам сите алумни кои што се стекнале со дадено образование преку програмите на ИТ да се обратат во акселераторот УКИМ, се со цел да видиме како можеме нивното знаење да го ставиме во функција на останатите. Втората област за која што втората област за која што ЕИТ овозможува финансирање е најекзотичниот за мене, кој што им дава можност на сите горе споменати да влезат во конзорциум се со цел да ги подигнат стандардите на индустријата. Тоа значи дека баш веќе поминам низ пример, една многу убава македонска винарија која што сака на својот простор да креира Living Lab или отворена лабораторија на отворено. Со наша помош ги идентификувавме технолошките решенија кои што ги изработуваат токму нашите комшиски држави, како што е Црна Гора и Србија, и успеавме да креираме еден конзорциум за кој што токму сега ќе се поднесе апликацијата, каде што сакаме да обезбедиме преку регенеративно земјоделие да возможиме целокупно следење
од така наречениот дигитален близнак, Да. какви промени се случуваат на таа отворена лабораторија која што може да биде понатамошно опитно поле на сите винари од Западен Балкан и пошироко. Да, амбициозно. Така Меѓутоа, да, остварливо. ова се случува токму во сите 9 области во кои што е активен ЕИД и некогаш тој процес знае да биде за нашите актери подолг, преговарачки, меѓутоа немате ни еден друг начин како да се комуницирате со вашите колеги, некојаш конкуренти, истражувачки центри и таленти, доколку не се вклучите во вакви типови на проекти. Од искуството што го имаме со користење на фондовите од Европската Унија, најчесто она што се жалат, да речам, нашите граѓани и компании, се сложените процедури за аплицирање, формулари кои што треба да се пополнат и слично. Колку тука е тоа проблем? Колку македонските граѓани се уште имаат некаков отпор кон она бирократска, да речем, или административна патека која што мора да се помине за да се дојде до овие фондови? Цел свет која располага со јавни средства има одредени процедури како да ги распредели, бидејќи сака да ја задржи својата доверба со нивните даночни обврзници и да овозможи финансирање на најдобрите. Така да никогаш не можеме да го одбегнеме, намалиме или да влијаеме некако на процесот на аплицирање. Да. Цела Европа аплицира под истите услови и стандарди. Толку ли е комплицирано или ништо не е комплицирано? Баш сега сакам да ги охрабрам гледачите дека сега имаме една исклучителна добра предност која што може да ја зграбчи македонската индустрија. Имено поради големиот трендот во кој што се наоѓаат IT секторот, имаме доволно слободна работна сила кој што има сериозни IT знаења. Од една страна. Од друга страна, со затворањето на USAID имаме доволно способни колеги кои што имаат добро знаење во управување со проекти, меѓутоа го имаат и сериозното знаење за развој на бизнисите. Да. Така да, ако имаме сознание дека постоечките мали и средни предпријатија, понекогаш и поголемите, на целиот процес на аплицирање гледаат малце со недоверба, скепса од различни причини, токму сега имате на располагање две клучни специјалности кои што можат да ви помогнат вам да полесно абсорбирате финансиски средства од Европа. И тоа не би го гледал ја како абсорбција на финансиски средства, туку како ваш раст. Единствениот начин да порасне македонската економија е да креираме производи со многу поголема додадена вредност. Доколку сметаме дека имаме одредени ограничувачки фактори во државата од 0,3% инвестирање во истражување и развој до многу други фактори, низ оваа соработка заедничка на ниво на конзорциуми, вие тоа многу лесно го премостувате. Ја споменавте оваа винарија пред малку, можеби некои други примери да ни наведете на некои компании или некакви процеси на кои што сте исклучително горди во последните години или области каде што најмногу има успех вашиот акселератор? Акселераторот како представник на ЕИД за Македонија горти на неколку примери за кои што се случиле и без наша директна интервенција, така например тоа е паметната фабрика при Машинскиот факултет во Скопје, која што има возможност на компаниите со пристапот со технологијата со која што располагаат да направат одредени тестирање за нивните производи и услуги. Од друга страна имаме еден интересен производ кој што се развива во моментот и е финансиран од ЕИД Здравје и кој што е симбиоза помеѓу Медицинскиот факултет, Финки и еден стартап и токму нуди решение за машкото здравје, така да имаме различни примери од различни области. Да, значи тука има широк спектар. Упативте на јасна порака до сите македонски граѓани дека процедурата на аплицирање не е толку комплицирана колку што се чини на прва, но и дека навистина ова е една солидна можност во држави каде што недоволно се вложува во развој на науката и слично, да се направи едно вакво здружување за да може да се премостат тие општествени проблеми и да имаме некоја посолидна слика на инвестицијската мапа. Како вие ја гледате сега целокупната слика со инвестициите во нашата земја и може ли тука само за крај една споредба со регионот, со Европа, светот каде оди? Се чини дека ова е област каде што ние недоволно се фокусираме во нашиот развој. Тоа што
треба да го имаме во предвид е да не се гледаме дека сме ексклузивни во своето ниво на развој. Европа констатира дека цела источна и цела јужна Европа каска во развојот и поради тоа ЕИД особено внимание дава на овие два големи региони од една единствена цел. Имаме многу таленти кои што остануваат или одат надвор од државата, меѓутоа нашиот систем за иновации не е целосно функционален. Така да може да бидете еден исклучителен истражувач, академски професор во Македонија или да бидете дадена компанија кој што ќе пројдете низ многу лавиринти додека го развиете вашите иновации. Споредено со ваш колега од Западна или Северна Европа, каде што безпрекорно функционира целиот систем, тој многу полесно може да стигне до развојот на новиот производ. Така да тоа што треба да го прават македонските иноватори е не да искачат надвор од државата, туку напротив да ги идентификуваат сите можности за финансирање и да се обидат тоа да го сторат токму тука. Поради тоа што сакаме ние да си ги развиваме нашите локални економии, се со цел да имаме многу подобар и поквалитетен живот во Македонија. Само за илустрација, имаме само преку 60 повици кои што овозможуваат преку 60 милиони евра годишно за сите нови решенија во овие 9 области. Тие се отвараат во текот на годината, така да секогаш дилемата на кратко да ни објасните како функционира ЕИД, за жал функционираме сложено. Имаме 100 повици за конзорциуми, имаме 60 повици за развој на нови бизниси и како дополнение на 230 обуки кои што се неформално образование за постечката работна сила, имаме и 60 последипломски и докторски студии токму поврзани со иновација, предприемништво и развој на нови бизнис и технологии. Така да, навистина, сите може да се најдете во ова море на можности. Само не опфативме информацијата дали, например, за овие конзорциуми мора да се сите компании македонски или се дозволува прекугранична соработка? Напротив, се поттикнува и се охрабрува прекугранична соработка и меѓусекторска соработка. Така да секој што е конзорциуми во својата основа мора да имаат една компанија, еден истражувачки центар, еден универзитет, може би еден стартап. Тоа е минимумот и сите тие треба да бидат од различни земји. Бидејќи единствениот начин да ја подигнеме индустријата во Европа е да соработуваме многу повеќе меѓусебно, прекугранично и меѓусекторски. Апсолутно, со оглед на целата геополитика, ова и тоа како важно не само од економски аспект, па еве ако овој процес се развива како што треба, можеби не само што нашите иноватори ќе останат тука, туку можеби некој што заминал ќе биде поттикнат и да се врати дома. Па имаме и такви примери каде што имаме интерес од европски претприемачи да дојдат и веќе преговараме со неколку од нив да бидат дел од акселераторот УКИМ. Инаку ние се наоѓаме на техничкиот кампус на УКИМ. Тоа се познатите факултети машински, електрофинки и технолошки. Отворени сте за... Отворени сме за сите прашања, слободно контактирајте не и на медиум, електронските социјалните мрежи, каде што може да не најдете под името БАУ акселератор или ЕИД Македонија. Нашите контакти се достапни. Слободно обратете се доколку имате одредени дилеми како сакате вашиот иден производ или услуга да се развие токму со ЕИД. Александар, благодарам многу за интервјуто, навистина корисни информации. Се надевам дека нашите гледачи ќе ги примат на вистински начин и ќе бидат мотивирани да размислуваат, да иновираат и да аплицираат. Ви благодарам и за на крај сакам да информирам нашата јавност дека на есен ќе имаме еден преубав настан за циркуларна економија, каде што моментално ги истражуваме можностите како од различни типови на отпад да креираме нови производи и услуги. Ќе имаме гости и од Франција, меѓутоа ќе имаме гости и од нашите хабови низ цела Европа, кои што се вкупно 70 на број, се со цел да го поттикнеме да поттикнеме нашата индустрија како да креираме производи кои што после нивното употреба ќе може да најдат нова употреба. Поради тоа што циркуларноста започна од фаза на дизајн, така се надевам дека до ноември, кога планираме да ја одржиме оваа конференција, ќе имаме токму неколку прототипови кои што ќе можеме да ги прикажеме, меѓутоа не е целта да ги прикажеме само прототиповите, туку да го охрабриме размислувањето како циркуларноста и дигиталната трансформација
можат да креираат додадена вредност. Апсолутно, ќе бидеме таму да го следиме и тој настан. Благодарам уште еднаш за интервјуто и за пораќите. Она што произлезе како добра навика од ковид пандемијата, купувањето онлайн, им станува секојдневие на се повеќе граѓани. Само во првите 3 месеци од годинава, куририте во земјава на македонските граѓани им доставиле на домашна адреса производи купени преку интернет во вредност од 213 милиони евра, и тоа е за четвртина повеќе од колку истиот период лани. Охрабрувачки за домашната економија е тоа што дигиталниот бран позначително доаѓа од домашните бизниси кои преку своите веб продавници продале 60% од вкупно нарачаните производи, додека останатите 40% се од странски нарачки каде што доминираат популарните продавници Тему или AliExpress. За најновите трендови во онлайн купувањето разговаравме со заменик председателот на Асоциацијата за е-трговија на Македонија Филип Чижбановски. Тој ни објасни на што се должи зголемената електронска трговија. Како прво едукацијата на населението, бидејќи зголемената понуда во е-трговијата влијае и населението да се едуцира, како од домашни, така и од странски е-продавници. Потоа се соочуваме со смена на генерации, порано оние генерации кои што биле млади и дигитално писмени, сега веќе активно заработуваат, имаат повеќе слободни средства кои што можат да ги искористат за да нарачуваат онлайн, меѓутоа и да купуваат од физички места на продажба. Потоа професионалноста во бизнисите се промени, сопствениците и вработените научија како треба да се работи со е-трговијата, научија дека е-трговијата не е само отворање на е-продавница, туку цел екосистем од маркетинг, логистика, достава и работи кои што треба да се интегрираат заедно со цел бизнисот да функционира. И се разбира зголемената промоција на е-трговијата од страна на сите чинители. Тука би ги спомнал и е-трговците, односно сопствениците на компаниите, меѓутоа би ги спомнал и банките кои што воведуваат дигитални иновации, би ги спомнал и картичните организации како Mastercard, Visa, кои што дел во соработка со банките, меѓутоа дел и во соработка со посериозните е-трговци, нудат одредени кампањи за промоција на е-трговијата. Тука се спомнав и самите компании, тука се поштите, маркетинг агенциите и така натаму. Спомнав дека зголемената понуда исто така влијае на растот. Можам да споделам дека во првиот квартал од 2025 година 65 ново отворени е-продавници имаме. Така да сето тоа искомбинирано заедно придонесува кон овој раст. Но потенцијалот за раст на електронската трговија, односно купување онлайн и плаќање со картички е уште поголем. Според анализите на асоциацијата, доколку се додадат и плаќањата во кеш кога се доставуваат производите нарачани онлайн, оваа статистика значително ќе порасне. На е-трговијата и неовие бројки можеме да гледаме во потесна и во поширока смисла на зборот, затоа што во овие бројки не се вклучени износите кои што се плаќаат при достава, односно популарно кажано cash on delivery. Ако ги погледнеме сите анкети кои што ги прави Асоциацијата за е-трговија, ќе видиме дека 70% од вкупниот број на нарачки се плаќаат при достава, односно на врата кога корисникот ќе го прими производот. Така да, ако овој износ од 133 милиони евра го зголемиме за некои 70%, тогаш износот би бил многу поголем и посериозен. Тука доаѓаме до оние бројки за е-трговија во поширока смисла на зборот. Исто така би спомнал дека учеството на е-трговијата во вкупната трговија кај нас во Македонија изнесува некои 6%, додека пак во европски и светски рамки се движи некаде околу 20%. Така да би кажал дека и покрај константниот раст што го имаме во последниве неколку години, сепак постои простор за овие бројки и понатаму да се зголемат и оваа гранка на бизнисот да се унапреди. Би спомнал исто чисто споредбено дека некои поразвиени земји кои што доста добро работат со е-трговија, како на пример Велика Британија, имаат некаде 30% учество на е-трговијата во вкупната трговија. Кога се зборува за нарачки преку интернет, секогаш се наметнува прашањето за безбедноста, односно ризикот од измами. Меѓутоа, од асоциацијата објаснуваат дека во оваа смисла мора да се разграничи купувањето од официјални веб продавници и од друга страна нарачките преку социјални мрежи.
искрено ние многу ретко добиваме некакви пријави дека некој е злоупотребен. Да, можеби производот да треба да се врати поради одредени недостатоци и така натаму, меѓутоа никогаш не се случило некој да ни рече дека не добил производ од официјална продавница. Сега, ако одиме на онаа другата страна, ако ја анализираме сивата економија, неофицијалните продавници, Facebook, Instagram продавниците, тука дефинитивно, значи постојат бројни измами, меѓутоа искрено постојат и доста примери каде што овие продавници навистина добро функционираат, анализирајќи ги од секој сегмент. Нашата препорака како асоциација овде би било да се направи кога прв пат се нарачува од одредена продавница, да се направи едно мини истражување, да се види дали има објавено даночен број, контакт податоци, политика за враќање на производи, политика за испорака, така да се види од кого се купува, да бидеме малку самокритични и да не се излетуваме по некоја нереално добра понуда, која што одма ќе го измами нашиот клик, туку да направиме едно мини истражување предходно. Но, иако има голем интерес за отворање интернет продавници во земјава, сепак од Асоциацијата за e-трговија велат дека бизнисите во процесот на дигитализација на продажбите мора да внимаваат на бројни аспекти. Најголемите предизвици би рекол дека тука е техничката подготвеност, односно изработката на една целосна платформа. Кога ќе кажам една целосна платформа, тука не зборувам само да се најде некој, случај сакам да почнам со e-трговија, можеш ли да ми направиш сајт, сакам да продавам. Тука зборувам да се направат и целосни интеграции. Значи, колку и да изгледа смешно и да звучи смешно, голем предизвик за ново отворените компании е да тие ги внесат сите нивни производи во самата платформа за продажба. Значи, треба да обезбедат навистина добри слики, кои што ќе се професионални, кои што ќе го примамат окото на купувачот, кои што ќе го натераат да кликне и да го купи тој производ. Потоа да внесат соодветен опис за сите производи, за клиентот буквално да може да се информира за се како да е во самата физичка продавница. Спомнав интеграција на процеси, значи не е тука само маркетингот па да се промовираат тие производи на Facebook, Instagram и така натаму. Тука е и логистиката, корисничката поддршка, значи треба да обезбеди соодветна корисничка поддршка и тука нема работно време кај онлайн бизнисот, значи тоа треба да биде 24/7. Дали тоа ќе биде лице кое што ќе биде одговорно за комуникација или пак ќе биде некоја алатка овозможена преку вештачка интелигенција или некој чет-бот кој што ќе комуницира во реално време со купувачите. Тука домашните трговци можат многу да научат од примери како Тему и останатите кинески компании кои што навистина доста се агресивни, имаат одлична маркетинг политика, имаат геймификација, нудат разни игри кои што ќе го примамат вниманието и потоа ќе ве натераат да купите одреден производ. Така да треба да научиме и да ги примениме тие иновации кај нас во Македонија. Овој пазар несомнено брзо се развива, особено на бранот на вештачката интелигенција. Развиените земји постојано воведуваат нови иновации во електронската трговија. Го прашав Мичи Жбановски колку Македонија ги следи овие светски трендови. Јас би рекол дека има премногу иновации, меѓутоа не е само тие да ги донесеме овде, туку треба да видиме реално кои иновации нас би ни користеле како држава врз основа на моменталната дигитална развиеност која што имаме. Сега видовме дека Народната банка во последно време лиценцираше неколку компании кои што ќе понудат своји начини да врзи плаќање и така натаму. Меѓутоа за тоа се чекаше некои 2 години од прилика од кога се донесе овој закон. Така да треба време за работите да се дефинираат и клиентите да започнат да ги користат. Овде би кај иновации, не се тоа иновации, меѓутоа би спомнал дека доста значајна е поддршката од картичните организации како Mastercard и Visa, кои што во соработка со банките нудат различни можности како recurring payments или повторливи плаќања. Тоа е претплата врз база, може да биде претплата врз база на ист износ секој месец или различен износ секој месец. Примерот со ист износ секој месец би бил Netflix, каде што се претплатуваме за да гледаме таа платформа. Примерот со различен износ секој месец би бил околу реžijските трошоци, значи ЕВН, Телеком и така натаму.
Потоа исто така имаме зачувување на картичката на самите платформи од каде што купуваме. Исто така тоа го олеснува целиот процес на е-трговијата. Ке спомнам дека тука ние како асоциација за е-трговија даваме поддршка на бизнисите неколку години поред во соработка со Виза. Имаме повик преку кој што овозможуваме одреден број на компании кои што се уште не работат во деноста е-трговија, односно немаат своја е-продавница, да отворат своја продавница или да започнат да ги нудат своите производи на маркетплейс платформа. Освен тоа нудиме и едукативна помош, така да имаме примери каде што домашни компании примиле инвестиција од странска компанија за дополнителен развој. Имаме домашни компании кои што после успешна бизнис логика имплементирана во Македонија започнале со понуда на својот бизнис во соседни земји. Имаме сега компанија која што излегува на берза и бара дополнителна капитализација, платформата Glay, така да тоа би било тоа. Но еден од главните предуслови за побрз развој на електронската трговија е всушност дигиталната инфраструктура и поддршката од државата во овој сегмент. Овде би рекол дека поддршка има, меѓутоа и слух има државата, меѓутоа темпото со кое што таа поддршка се одвива не е на задоволително ниво. Би рекол дека компаниите се премногу оптоварени со оператива и документи кои што треба да ги издаваат постојано, треба да издаваат печатени фискални сметки и така натаму во период кога ние зборуваме за дигитализација. Значи, тука дигиталната фискализација би дошла како тема на овој разговор, каде што државата и незините институции потребно е да се прилагодат на овие брзи измени кои што се случуваат не само во светот, туку реално и во Македонија. И да прилагодат регулативата да биде поддршка на бизнисот за побрзо да расте. Реално имаме многу земји од кои што можеме да го анализираме, регулативата, да видиме кој пример од која земја најмногу ни одговара нам како држава и реално да го примениме, да го аплицираме овде со цел да им се помогне на трговците. За оние трговци што се уште продаваат преку традиционалните канали, односно во физички продавници, Чижбановски сподели неколку предности зошто еден бизнис би требало да отвори и електронска продавница. Зошто да отвори? Затоа што реално пазарот се развива и потенцијалот е голем. Пораката би била дека не треба да се гледа на е-трговијата само како на е-продавница, дека оваа дејност е премногу обемна и прилично комплексна, дека станува збор за цел екосистем во кој што треба да се инвестира и како што спомнав претходно, убаво да се дефинираат процесите со цел овој бизнис да функционира. И јас верувам дека ако сопствениците на компаниите успеат во тоа и ги имаат вистинските луѓе покрај себе, дека успехот е неминовен. Со оваа емисија го заокружуваме првиот циклус од Агенда 35 годинава, се гледаме повторно после летните одмори.